На денешниот протест прилепските пензионери порачаа дека нема да го чекаат Министерството за труд, туку сами ќе си поднесат барање до Уставниот суд. Дали може пензиите да се покачуваат линеарно? Веќе биле во преговори со експерти и универзитетски професори за оваа проблематика. Револтирани си на изјавите на претседателката на Сојузот на пензионерски здруженија Станка Трајкова, која што тврдела дека нема добиено никакво барање од пензионерите. Бараат прво линеарно зголемување за 3500 денари, а потоа да се разговара за минималната пензија. Ние сме во преговори со адвокати и еминентни универзитетски професори да разговараме и ние не сакаме тие да ни поднеса барање до Уставен, ние ќе си го поднесиме барањето ако имаме право. Председателката наша упорно тврди дека не добила барања од нас пензионерите, тогаш ќе прашуваме како таа ќе работи, ќе формира комисија ако нема барања. Значи, со тоа таа не навредува и не омаловажува. Таја министерката излезе дека ќе видиме од 6 до 7%. Верувајте, не се нафаќаме и не првен минималната плата да ни ја одредува. Првен, линеарно зголемување на секој еден пензионер по 3.500 за пензијата од септември месец. За прв пат откако се одржуваат протестите пред пензионерите излезе и председателот на Сдруженијето на пензионери на Прилеп Славко Трајковски, кој рече дека не ги поддржува овие протести затоа што не биле во согласност на Сдруженијето, но ги поддржувал барањата за зголемување на пензиите, како што кажа согласно законот. Во целост ги поддржуваме ниските пензии. Треба да се одреди најминимална пензија. Минимална пензија, како што имаме минимална плата. Ако скокне минималната плата, ќе треба да скокне минималната пензија. Другото, се треба да биде во согласно со законот. Ако луѓето мислат дека треба линеарно, ако дава законот, нека биде линеарно, али да биде во согласно со законот. Оти, ако не е законито, некој ќе се пожала и ќе го изгубиме тоа што сме го добиле. Кој е крив тогаш после? Па ќе бараме кривци. Инаку пензиите, јас секој ден се среќам со пензионери со многу ниски примања. Секој ден сум пошол и во социјални грижи да побарам пари, да му помогне на кратна помош и понатака ќе се грижиме. А инаку, овие протести се направени самоволно, некој ги направил, не е во согласно со нас, никој нас не прашал. Прилепските пензионери кои што протестираа побараа негова оставка и најавија уште порадикални протести.